Изборот на Ислама Бази за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и реакциите што не запираат се тема на ова издание на емисијата. Новата американска амбасадорка Анджела Агелер порачува дека за нив резултатот од изборите е збунувачки, особено како што вели откако во изминатите години потрошиле милиони долари на обуки на обвинители и на други во правосудниот систем. Не се сеќавам од 2015 година до денеска амбасадата да имала ваков во таа смисла остар став. Мене искрено би ме замислила ваквата изјава да сум шеф на обвинителството за организиран криминал. Мене не ме изненадуваат вакви реакции кои доаѓаат од меѓународната заедница, особено затоа што како што беше потенцирано и во самата изјава, меѓународната заедница навистина многу инвестираше во капацитетите во правосудството и оттаму верувам дека и самите очекуваат да видат некакви видливи резултати. Сето тоа спакувано во еден збор збунувачки, што јас го преведувам како проблематично, можеби малце остра. Особено ме загрижува оној вординг, граѓаните заслужуваат, нели, што аргументума контрарио би било дека добиле нешто што можеби не заслужиле. Дали сум идеалист кога прашувам дали притисокот може да оди до тоа Ислама Бази на крај да почувствува сепак потреба да се повлече од функцијата, бидејќи друг правен механизам нема.